Добре дошле. Добре дошле во Политиканти. Прва епизода, односно втора епизода од втора сезона и прва епизода во 2024 година, по она која имавме на крајот од годината, како прва од втората сезона, која ни помина многу добро. Така, јас сум Сашо Ордановски. Јас сум Боријан Јовановски. Јас бев изненаден, право да ти кажем, Боријан, за одгледаноста на предходнава додуше новогодишна епизода. Сега луѓето малце седат дома, нема што да прават, кликаат и така Видео натаму. си видео. Тоа што јас упорно се обидував да те ме убедам порази, дека ме порази. Тоа Искрено е, да кажам, меѓу бројките зборуваат. Да, сами. меѓу 10 и 15 илјади прегледи, и тоа на неколку платформи на кои што одиме, мислам дека одлично поминува, луѓето се очигледно барем новогодишно беа заинтересирани. Сакаат видео, ја тоа не, иако стварно е покомотно кога е само аудио, но ете, тоа е тоа, сепак ќе доволиме на гледачите овој пат. Ја започнуваме годинава со сите можни компликации кои што можевме да ги предпоставиме и веќе почна да се развиваат уште пред да почне оваа Во година. преседна она сите оние честитки, овие патетика Божик на мир Божи и така натаму, ние почнавме со еден хаос институционален, кој не знам човек како да каже дали е добро што се случува, па нели некоја катарза, некој просто како да распатот кој можеби еве влегуваме во една година во која можеби нешто врз база на се ова што се случува ќе почнат некои коцки да се редат онаму каде што им е местото. Веројатно разговараме за ова што се случи во македонска навигација. Тоа. Еден инцидент кој што ни во, како да кажем, ни во некакви најфантазмагорични сценарија не сум можел да помислам дека може баш така да се случи како што се случи. Да влезат бандити, да се занимаваат со тепање во една од институциите која што има 24 часовна онлайн, да кажем, дејност. Имам пријател во АЈАТА, тоа е она институција светска за стандарди во авиацијата. Работи во Мадрид, во едно од седиштата на таа мрежа, и вчера ми прати порака со линк, ми вика дали е ово фейк ньюс, ми вика. Викам не фейк ньюс, викам тоа е тоа што се случува, викам со тоа што ти си прочитал само некои детали, многу е по грда таа слика. И стварно личи на фейк ньюс за човек кој не знам живее во некоја иоле малку нормална средина. И сега на нас остана да видиме што понатаму, бидејќи ова мислам дека стварно е една кулминација на целата таа деструкција која ја создава партизираноста на институциите. Мислам дека дури мислам дека Али Ахмети веќе и нема контрола врз тоа што се случува. Чекај да те прашам, можно ли ова што се случи на чело со Беким Незири, кој е председателот на партискиот огранот на Дуиво Чаир, да се случило без знаење, па дури би рекол и без одобрение на повисоките, па можеби највисокиот орган на управување со Дуја, а тоа е имено Али Ахмети? Јас стварно мислам дека ова е толку вон сите, како кажам, некои рационални, разумни рамки, да стварно мислам дека доколку ова би го знаел Али Ахмети, ова мислам дека е на извесен начин политичко самоубиство и за самиот него. Сега не знам која е калкулацијата. Се покажува отпоред на Али Ахмети на политички самоубиства и досега. Меѓутоа, на вистина целиот скандал има две димензии. Едната димензија се разбира правниот тек на работите, кое што се работи за кривично правен настан, тоа веќе сите се согласуваат. Меѓутоа има и политичка димензија, бидејќи се вмешани не само овие субтилитети и важности за институцијата во која тоа се случува. Со стратешко значење, да. Апсолутно стратегиско значење, туку и бидејќи види тоа не е еден двајца се запиле во кафеана, па решиле да се пресметаат, седнале у кола, отишли и направиле инцидент. Сепак се 8 души кои што упаднале таму. Па влегуваат таму, па обезбедување кое не реагира, значи обезбедување, значи институција која од стратешки интерес ја обезбедува некаква приватна фирма која веројатно нема што да каже кога ќе се појави Беким Незири на вратата со било кого и ќе упадне таму. Прво, тоа е прашање како тоа е на таква институција, на аеродром, на стратешка позиција, ја обезбедува некаква приватна компанија. Каде што патем биде речено има и полициска станица. Меѓу другото, бидејќи на аеродром има и таа полициска станица е имено
Предпоставувам, како да кажем, задолжена, опремена, обезбедена со персонали, со луѓе кои што треба да се носат со вако вид на предизвици. Добро, ајде да речеме, ако не беше Бекин Незирил некаква синдикално-партиска пресметка со некакви членови други и така натаму, патем биде речено, то се луѓе од истите партии. Ами ако беа терористи, што правиме? Како ќе се реагираше на сето тоа? И ние поминуваме ни сето тоа, дури и последователните реакции од ДУИ, патем биде речено, ние го снимаме ова во моментот кога се уште владата заседава и ние не знаеме што ќе бидат последиците од владината седница, но ДУИ веќе најави дека не мисли дека има основи за менување на директорите и за оставки и така натаму. Не, Па дури во една цинична форма дека можеби владата знае повеќе од колку што судот знае. Мислам, тоа е интересно, Беким Незири, кратко за него, он е очигледно една вака, како кажам, парадигма за ова една партиска, клиентелистичка, опортунистичка еден профил на македонскава политичка сцена. Значи класичен производ. Класичен, кадровски. Транзицијски, како да кажам, един македонската транзиција. Он, например, станува министер за економија, нема никаква врска со економија, има завршено право на Тетовскиот универзитет. Почнува во контролата, токму во контрола за летање. Па потоа станува директор на фондот за осигурување. Има еден детал кој е многу интересен. Мила Царовска во 2019 пријавува 19 милиони штета од фондот евра, од фондот за осигурување, односно во неколку години наназад, еден од директорите и Беким Незири, но други тројца исто од ДУИ, во целиот тој период 19 милиона не биле префрлани во овој вториот столб на пензиски, кои инаку требале да се префрлат. Па потоа Тевдовскиот буџетот вади 19 милиона за да ги надокнади парите. Мила Царовска носи во обвинителство, го носи предметот, но предметот завршува, јас колку што разбрав, ја држеле, Мила Царовска била таму на распит 1 сат, кажувала детали, но овие кои се посочени, кои требале да малку повеќе дадат одговори, меѓу кои и Беким Незири, завршиле работа со 15 минути во обвинителство. Тоа се како ова сега што се случи, човекот што го тепа го апсија на граница, а овие се по дома. Да. И гледај се што но потоа Незири станува и нели е министер и за економија. Сега го презима огранокот Вочаир, што е стратешки интерес, ако така може да се каже, партиски стратешки интерес, затоа што го презема од Изет Меджити раководството Вочаир, кој е едно од клучните ограноци на партијата. Човек со голема доверба од Али Ахмети, предпоставувам. Точно. И сега тука таа корелација која ти ја правиш дека Али Ахмети може би знае, јас не исклучувам. Дали е Беким Незири човек кој би презвемал такво нешто, а без да се јави да праша? Значи, јас човекот не го познавам, сум го видел, се разбира службено, ваму таму нешто пресконференција. Не, јас мислам дека он има изгубено контролата. Кој он? Беким Незири, бидејќи да упаднеш со возила, влегуваш, силеџиски 8 луѓе влегуваат и се пресметуваат таму со контролите за лет, мислам, стварно не можам да кажам, бидејќи ако се испостави дека Али Ахмети, односно ДУИ денеска на владата, упорно ги брани сите и нема никаква разрешница, тогаш мислам дека влегуваме, ова ќе произведе страшни реакции. Меѓу другото, контролите за летање најавија дека ќе стапат во штрајк, ќе се изгуби контролата над, мислам, небото над Македонија ќе стане проблематично по многу основи. Плюс апропо твојот пријател од ИАТА, ја мислам дека ќе следува и некаков, предпоставувам, вореден надзор од меѓународниве институции кои се занимаваат со контроли на летање во Македонија. Тоа треба да се случи по барање на овдешната контрола, например за Евроконтрол, кога станува збор за Евроконтрол. Сите разговори што се случуваат во просториите на контролата на летање се снимаат. Да.
се снимаат локално, се снимаат авионите кои што прелетуваат, ги снимаат, тоа е просто така, а и се снимаат, ми се чини дека имаат задолжение, бидејќи таму има и микрофон кој што снима се што се разговара. При не да Боже при несреќи, за да може да се реконструираат, значи не она што се зборува во микрофонот на контролорите, туку се снима. Сега, ние успеавме и не успеавме да ги разбереме деталите каде биле пресметите физички, дали биле во контролата, дали во ходниците, во канцеларијата. Ја не успев да разберам точно што каде се случувало. Меѓутоа јасно е дека читам изјава на еден контролор дека вика додека ние контролираме и даваме инструкции на авиони, се случуваат хаотични сцени. Борјан, сето ова има една многу непријатна импликација која што е дополнителна на едно друго ниво за македонската политичка реалност. На што мислам? Види, ова е уште еден инцидент во низата разноразни непријатности, инциденти, сакаш крсти ги, со кои што Дуи помалку ја забавува јавноста, а помалку и јавноста, како да кажем, со специјална внимание следи што прави Дуи, има во тоа и еден, како да кажем, едно нагласено внимание, бидејќи се работи за најголемата албанска партија, па македонскава етничка јавност особено заинтересирана во сите нијанси како тоа го прави. И ти не заборави, еве само за за празничните денови. Види, Исмет Гури, тој е овој бившиот шеф на УЈП, пребега и не му се знае каде му е местото, бидејќи беше всред кривична постапка. Тој до душе сега е приклонет кон, колку што разбирам, кон Струјава на Меджити, нели, е против Огнениве и така натаму против, но тој е висок функционер на Дуи, кој што го товарат за милионски проневери и кривични дела таму, пуштен дома на издржување, човекот исчезна. Мислам, една наивна работа како повторно внукот на Али Ахмети фатен со не знам колку стотици пиротехнички, кои што вика, мислам, знаеш како што вика ги носев за децата за забава, мислам, а таму толку пиротехника за да можеш да го направиш во Сиднеј, валја, огнометот и така натаму. Ова сосудство е една континуирана приказна во која што Дуи е замешан до носот со разноразни малверзации судски и така натаму. Значи континуирано едно вадење на Дуи на површината, со што Дуи станува, прво, тој е многу значен сегмент во политичката реалност во Македонија, бидејќи Дуи, да не забораваме, консеквентно победува на сите избори помеѓу своите албански конкуренти, привлекувајќи најголема поддршка од албанците, но и за ВМРО и за СДСМ станува партнер во кој што ги троши своите коалициски партнери на многу непријатен начин, бидејќи секогаш кога се работи за односите на Дуи со своите партнери, се работи и за она на што македонското политичко општество е најчувствително, тоа е односите помеѓу македонците и албанците. Токму на таа тема, Сашо, мислам дека колку што Али Ахмети, он може да се пофали со тоа дека да, откако се они на власт албанците, правата, положбата нивна е многу подобрена. И тоа не е спорно, до одредена мера, да. Овој тип на ангажман на послушници, партиски послушници, клиентелизам и така натаму, извади на површина албанци кои се апсолутно неквалификувани за работите кои ги работат. И тоа понатаму се користи како спин од страна на една националистичка групација меѓу македонците, која тоа го користи за подгревање на албанофобијата. Наместо Али Ахмети, нели, тие квоти кои се согласуваме дека албанците беа многу малку застапени во администрацијата пред 2001 година и дека тие заслужуваат да бидат застапени во администрацијата како што е реалноста на Македонија, но не од тип на кадри како што е Незири или неговиот ментора политички Бечо, таkozvani, оној од онаа позната епизода со пајакот во и други Мавра, познати епизоди, не само таа. Да, и тој тип на луѓе кои апсолутно на известен начин ја подгреваат албанофобијата. Еве, на пример, меѓу контролите за лет,
не знам дали ја прочитате таа информација дека добар дел од контролорите кои се професионалци албанци, уствари се на страна сега на синдикатот. И дека Незири се пресметува, они му се главниот таргет и најголемиот проблем. Знаеш, тоа е тој проблем во кој тоа е едно живо блато во кое Тоне Али Ахмети и раководството на ДУИ. Без разлика што, например, имаат министри, да речеме, министерот за финансии, кој е одличен министер за финансии. Имаат неколку министри кои што се одлични, значи тоа не е спорно. Но затоа има еден куп на овој втори, трет ешалон, кои просто губат контрола и немаат апсолутно никаков однос институционален или базично почитување институционално, туку работат во строг интерес на партијата. И тоа е тоа што го... А партијата работи во интерес на една огромна клиент... Сите партии работат со клиентелизам, значи и овие опозиција и на власт кога и да се променат. Меѓутоа, ДУИ успеа, јас тоа понекогаш го карактеризирам како кинески зид создаде. Бидејќи се 20 плюс години на власт. Ти практично нив не можеш да ги пробиеш. Не знам да си забележал, кога било последното соопштение, обраќање, коментар на некој од странскиве дипломати апропо ДУИ? Никогаш. Ние се бавиме, го ставија Мерко на црна листа, но да се согласиме дека Мерко не е баш најголемиот функционер во ДУИ, кој што евентуално придонесува за корупцијата во Македонија. Никогаш ништо не се коментира. Тоа е резултат на фактот што ДУИ, како што беше и на предходните избори, кога, да не забораваме, СДСМ заради ДУИ дојде на власт, иако изборната платформа беше ВМРО и ДУИ се злото на Македонија, си седна си преговара. Сега Мицковски истото го зборува за ДУИ, но ако се направат така коцкичките изборни, повторно ќе си седнат и ќе кажат, знаеш, Лјупчо Георгиевски на времето викаше, кога вика, чекате, вчера изјавивте друго. Вчера за вчера, денес за утре. Околу оваа тие кадровски решенија, меѓу другото, одлуката, која јас сега не би навлегувал толку, го читам, например, професорот Калајджиев, кој го брани ставот на судијата, односно вика, прекинете со притисок на судството ова цела галама во јавност околу тоа дали е требало или не требало притвор да се донесе такво решение. Лично мислам лаички дека е за притвор овој тип на инцидент. Но како и да е, например, Пајазити, кој станува судија во еден бран во 2013. Тоа е еден од судиите кој што кој оноси одлучува заедно со известна судика Крстич. Во 2013 станува судија во едно цунами партиско на ВМРО и ДУИ кој го потопува практично судството. Тогаш он станува судија. Се обидов да најдам некои детали за него. Нема ништо. Завршил правник добро во кривична материја, кривичен суд. Нејасно е што работел, како работел, кој, но очигледно дека е под контрола. Види, она со судскиот совест што се случува. Тоа е исто така еден цело време инсталации на ДУИ кои го држат судството практично парализирано. Што правиме сега понатаму, Боре? Влегуваме во изборна година, кога ова што го разговараме сега допрва ќе се компликува. Дури без разлика што ќе се случува на седници на владата, оваа влада напушта за десетина дена ја напушта власта, доаѓа техничка влада. Од другата страна стои ВМРО кој што има оваа патетична позиција, ние ќе влеземе во владата, ама нема да гласаме за владата. При тоа, знаеш како влегуваат во владата со прво самото ВМРО ДПМН се истите луѓе од времето на Груевски, само што повеќето од нив беа втори ешалон во тоа време. Наќе Чулев го предлагаат за министер за внатрешни работи во техничка влада. Не ми е јасно ако Мицковски сака да покаже дека постои некоја ново ВМРО, некоја нова надеж за Македонија, некакви нови лица, кај ги вади овие сите, мислам, на крај веројатно ќе се надпреваруваат во председателскиот надпревар повторно со Гордана Силјановска која загуби. Уште Милошевски да го предложи за Сигурен сум дека сите нив ќе сите тие. И сега, знаеш како, од една страна имаш Мицковски кој што се разбира, блуе оган
оган и пламен врз се што прави владата и така натаму, во добар дел и во право за тоа што го кажува, но од друга страна не само што не нуди клучни одговори за клучните дилеми како тој ќе ги разрешава, туку нуди истиот состав на луѓе со кои што видовме што се случи само 10 години претходно, односно во континуитетот пред 10 години претходно, со тоа што нивниот формален, номинален, а сега веќе не знам каков шеф, ја у Будимпешта во бегство. И сега, во сето тоа повторно се враќам на Дуи, бидејќи системот е таков што зависно од изборните резултати, ќе видиме какви ќе бидат, има уште неколку месеци до изборите, веројатно ќе се соочиме со ситуација во која што ВМРО ДПМН ќе победи на изборите, но истовремено, веројатно ќе биде во ситуација да мора да преговара со Дуи, доколку сака да избегне опција да ја прават на Заев идејата широка влада со или без Дуи. Бидејќи причината, коренот на дел од оваа политичка криза која што наоѓаме се развива веќе година дена наназад, е токму таа идеја на Заев, за кој ќе видиме како ќе заврши во смисла, бидејќи таа беше од нашите западни партнери не баш отфргена, може би немаш многу јавно, ама отфргена може би да и појачана со некои други мерки кои што може би денови веќе се носат во смисла на кој кого става, каде става по разноразни листи и така натаму. И сега ќе дојдеме во една парадоксална ситуација да една идеја која што предизвика голема политичка криза, која што патем биде речено СДСМ го кошта многу политички го чини, зашто ќе си ја платат високата сметка на изборите, со лидер за кого не е јасно дали Ковачевски сака да продолжи воопшто да биде на чело на таа партија или ќе дочека да биде премиер и да замине потоа можеби од чело на партијата, не знам. Оливер Спасовски, некои решенија, но таму веќе се поделени. Затоа треба цел подкаст да правиме кој кај што како и така натаму, и ќе дојдеме повторно во истата ситуација да правиме практично пржинска влада некаква после изборите, бидејќи ова ќе биде толку закомпликувано, а според анкетите гледам дека Дуи повторно рефлектира за дупло повеќе гласови од сите други заедно албански партии. Патем биде речено, тоа ги става во многу непријатна позиција и овие албански партии кои би сакале да коалицираат со СДСМ, бидејќи тоа подразбира да коалицираат и со Дуи. Да. А ако не коалицираат со Дуи и со СДСМ, треба да со Мицковски кој вика не, нити Охридски, нити Преспански, нити договор со Бугарија, ништо не важи, добро, ние ќе видиме како тоа, ама не ви кажувам. Значи еден колапс политички кој што навистина не гледам сега веќе ми се чини е предоцна за нови политички сили. Има најави, нешто е формирано, те Максим, те ова, ма тие главно ќе наштетат на една страна и ќе донесат нешто гласови на друга страна, но нема суштински да променат мапата. Да, може да се случи некоја структура како во Бугарија, например, продолжува промените на и таа екипа на Кирил Петков која би... Ти знаеш да ја споменеш примерот со Бугарија како еден од начините како меѓународната заедница релативно ја реши бугарската криза, до душе после 4-5 изборни циклуси, да сега дојдеме до ситуација да ги смират, да ги помират, да седат у иста влада. Мислиш дека тој и овдека ќе биде? Ја мислам дека да, многу скоро, сега не знам кога, но многу скоро, мислам дека оние најави за црната листа ќе се интензивираат. Па може би додека го ставиме подкастов, може би следниот петок ќе разговараме. Да, може во петок. Да има. Кој како што ќе биде, тоа не знам, но мислам дека таа црна листа во овој нареден период ќе биде значителна тема која на известен начин ќе има влијание во тоа како ќе се одвиваат понатаму работите. Прво, многу е значајно ова шифтање кој трансфер од онаа црна листа која ја прават Министерството за финансии на Соединените американски држави, ова што Кочо Андјушев се појави на оваа листа која се ја прави State Departmentот. Тоа е еден политички инструмент, par excellence. И таму стои, тоа е еден акт, не знам како се вика, во склопот на Магнитские, не знам, 7032 или не знам како го читав тоа. Значи, тоа може само ако доколку државниот секретар има информација дека може приватно или јавно
тоа да го направи и односно да забрани влез во сад на тоа лице, при што тоа лице, нели, и политички се компромитира на известен начин како партнер за Соединените американски држави. Сега кај нас работата е дотолку посериозна што за нас Соединените американски држави се стратешки партнер. Нели, имаме стратешко партнерство со нив. И се тоа е Ако смеем да додадам, црните листи во Бугарија, бидејќи таму донесоа одредени политички импликации кои што се значајни. да. Сепак беа резултат на едно спротивставување на руските влијанија во бугарската политика, бидејќи таму судорот помеѓу Западот, особено американците и русите, е секојдневен, многу силен. Бугарија е земја која што беше најразвиената лабораторија на руски влијанија за време на Советскиот сојуз и тамошните, како да кажем, гарнитури, инсталации, така натаму се уште живи и здрави и на високи функции во бугарското општество, почнувајќи од нели претседателот Радев, за кого се објавени многу работи во Бугарија, па надолу и така натаму. Овдека сепак ми се чини дека црните листи пред се служат кога ги објавуваат за борба против корупцијата, кој што е феномен многу изразен во Македонија. Во таа смисла американците го прават тој напор за да сигнализираат дека помеѓу политиката и криминалот има врска, но исто така е феномени кои што, апропо ова што го говориш, е за средување на некои, како кажем, политички контексти кои не се врзани со русите неопходно и со тој тип на влијание, кои што не се дури неопходно врзани ни со корупција, ако често се, но се врзани во праќање пораки за тоа кој што прави во однос на стабилноста на земјата. Па еве кој е резултатот конечен. Нема, да речеме, нема никакви процесуирања во Бугарија по однос на тие луѓе кои се на црните па ни во Македонија. Па ни во Македонија, еве, кој спомна пред малку Мерко. Но црните листи во Бугарија на Кирил Петков му овозможија да влезе во коалиција со Борисов. Односно да ги исчистат сите проруски, промафијашки елементи во ГЕРБ, кои му невозможува на Кирил Петков да влезе во коалиција со ГЕРБ. Квалификацијата која потребаш да ги исчистат е малку пресилна, тие не се исчистени, ама се, ајде да речеме, се ставени на страна, се потиснати и се, како да кажем, се нокаутирани за овој временски период. Во таа смисла исчистени, и да партијата... Ама видиш, што е сега парадоксот кај нас. Значи, помалку и повеќе можеме да се согласиме дека пораката со Анđушев беше порака поширока. Значи, таа не е само за Анđушев и таа е, барем и јас го имам тој впечаток, повеќе политичка, отколку што е врзана со некакви конкретни, иако ние не ги знаеме причините, американците не ги објавуваат причините за тоа кој и зошто се става даваат едно, како да кажем, генерално објаснување кој што на крајот на кришчата можеш да го прилепиш на 50% од активниве политичари во државава. Од друга страна, на крај ќе се вратиме на ова што го говориме. На крај ќе влеземе во ситуација во која што квалификацијата дека обидите да се создаде широка влада без Дуи во неа, бидејќи тоа беше обидот да се остави Дуи на страна, кој што наводно Заев го промовирал, на крај ќе дојме баш во таа ситуација да после се ова што го дискутираме, значи со сите актери кои што се на масата, бидејќи Дуи излезе вон контрола меѓу другото во некои политички реакции и заради тоа што се почувствува дека е оставен на страна од договорите што се прават, со сите овие импликации за македонско-албанските односи, значи оти тоа е суштината на сензибилитетот на македонскиот политички систем. Ние секогаш на крајот секоја криза се сведува и завршува во македонско-албанските односи. Еден детаљ има околу ова што го зборуваш. Не е спорен концептот на правење влада, да се во СДС и ВМРО заедно во влада. Спорен, ако ја добро разбрав, од партнерите меѓународни, нели, стратешки, како сакаш наречени, мислам дека почувствува една опасност од дил меѓу ВМРО и СДС да, како да кажам, да олигархијата се амнестира. Односно,
да не се Одлично. разрешат многу Всушност, колку што е политички договор, толку и ова, како да кажа, амнестирачки. Сега, црната листа може да го направи тоа да го спречи овој тип на договор. Сега си разговараме, нели? Не само тоа, туку види во некој од проценките беше дека дури дел од тој договор и некакво враќање на Груевски. Види, да се разбереме, ни јас ни ти не сме биле на улица кога требаше да паѓа Груевски заради Заев. Би рекол дека дури Заев подоцна се приклучи од кога тргнувавме со шарена еволуција и така натаму. Ако сега овој комплот треба да заврши со стабилност во која сите повторно ќе се вратат и ќе го прават она што до тогаш го правеа, мислам тоа навистина не е нешто за што може да се има политичка поддршка од еден друг вид на јавност во Македонија која е сепак посвесна и која што инаку сега молчи. Таа јавност е јавноста која молчи околу СДСМ, тие се лути, тие се како да кажам се изневерени од СДСМ. Тие се овие во статистиките што ги гледаш неколку стотици илјади луѓе кои не кажуваат дали ќе гласат и за кого ќе гласат, а најверојатно ќе останат дома и заради тоа СДСМ стои вака како што стои во анкетите, дури би рекол и не толку заради конкретниот аутпут од власта, во смисла како се справува со кризите, што е со економијата и така, нивните бројки не се толку лоши. Меѓутоа во политичка смисла, овој тип на изневерувања, тие не се изневерувања за ВМРО-ските гласачи, тие не се изневерувања за гласачите, голем дел на гласачите за дел од албанските партии, но се изневерувања за оние кои што, нели, памтиме, илјадници, десетици илјади албанци кои гласаа за СДСМ кога паѓаше Груевски. Мислам дека преку 50.000 гласа. Така е, сакам да кажам, не знам дали беа токму толку, ама добро, не можеш ни точно да ги процениш, бидејќи сега тоа се апстракции кои што ги проценуваме. Сакам да кажам, тој дел од македонската јавност е тивок. Тој дел од македонската јавност редовно ги носи промените доколку се случуваат политички во македонскиот политички модел, но со ова однесување на Дуи, кое што просто, види, знаеш како, ние веќе Бехтел и Енка сме го расправале кој знае колку пати и така натаму. Со една ароганција околу сето тоа, нешто што требаше и можеше да биде победнички проект. На крај го направија се заради тој вид на ароганција на Дуи, кој патем биде речено приватно, вика, нашите гласачи не поддржуваат за оваа ароганција што имаме. Бидејќи гледаат дека ние решаваме во државата што ќе се прави. Ке заборавев околу црната листа уште еден многу битен момент. Ковачевски го најави, тоа доста незабележано пројде во јавноста, дека ќе се носи сега закон со кој на постоечкиот закон, доколку сте на црна листа на Европска унија или Обединети нации, нема да можете да се бавите со политика. Чекај, извини, кога е тоа сега ќе се носи законот и заврши оваа влада? Значи тоа може да биде само следната влада може да се носи во ништо не може да се и во новиот состав. Па кој од овој сегашен состав ќе се согласи за таков закон? Кога дел од тие што треба да дигаат раце се гледаат како потенцијални делови од црните листи. Тоа нема шанса, тоа се приказки за мали деца. Каков закон, нема врска. Они сите политички би коментирале, никој од нив не смее ништо да каже против, особено против американците, но во суштина сето друго го прават како, politics as usual. Добро да ќе помине и ова, 2 недели, 3 недели и завршува. Морам да ти кажам дека има само уште еден детал кој што апропо го спомнавме Кочујан Ѓуџев, неговото ангажирање на правна фирма. Американската амбасадорка е во право кога вели дека досега не е запамтен случај да се промени црната листа заради тоа некој што се буни така натаму. Јас го памтам случајот со Бериша кој што минатата година беше ставен на црната листа, тој излезе со големи епистоларни обраќања до јавноста, пишуваше на низи писма и така натаму. Човек кој инаку во албанската политика е многу долго и многу вмешан во се и се што целата семејство му е ставено. Но има еден детал кој што мислам дека можеби ќе биде корисен околу сето ова, не сум сигурен како ќе политички ќе се изменаџира потоа, а тоа е дека ми се чини дека според американските закони во некаква процедура за оние кои што се ставени на црна листа мора да дознаат кои се причините за нивното ставање на црна листа. Значи едно се овие соопштенија со, како да кажам, генерални квалификации, вмешаност, невмешаност, криминали и така натаму и политички интонации од како сакаш карактер, но друго е кога ќе влезат
адвокатски фирми кои што се обжалуваат во процесот, мислам дека тогаш администрацијата мора да им достави причини заради кои некој е ставен на црната листа, и тоа може да биде многу не верувам дека тоа на кој било начин ќе се случува до изборите, да не погреди, кој знае дали ќе се случи и колку години ќе трае, но тоа ќе разоткрие одредени околности со кои што некои од тие оценки се носат и се прават, што мислам дека во крајна линија може да биде и позитивно за Македонија, затоа што ако ништо друго барем ќе научиме или ќе научат овие што не владеат заради што се може да се биде на Види, не е тајна дека Анџушев беше посредникот во средбите помеѓу Мицкоски и Заев за целата овој комплот што го разговараме, и тоа е нешто што доживеа таква политичка квалификација каква што доживеа, во смисла да но на крајот завршуваме пак во тоа сценарио и сега мислам ја не знам дали ќе завршиме, ама натаму некако одат работите, бидејќи со ова секако што се одвива се разбира дека конечно се ќе зависи од точниот број на пратеници кој колку ќе освои на изборите. Но Борија, ние како што стои целата ситуација, влада нема да имаме бар до септември годинава. Тоа нема да биде лесен процес сигурно, да. А сега ќе бидеме исправени пред истите оние техничко владини партиски секојдневни по 3 соопштенија од секоја партија во која што ќе се плукаат, ќе се но она што е доста треба да се размисли сериозно е, види, поширокиот контекст, глобалниот, регионалниот контекст на случувањата и кај нас дома ја прави работата многу посериозна. Не ова сега као се е средено, па као ние ќе се забавljаме тука, ќе правиме влада, не знам што. Работите во регионот стануваат доста сериозни како резултат на неизвестноста во Соединетите американски држави околу изборите, бидејќи сите чекаат. Не е тоа ако порано демократ или републиканец мање више, тука разликите се големи. Европските избори, ова случувањата во Србија кои воопшто не се наивни, случувањата во Босна кои ескалираат, кои се додека разговараме таму, денеска е 9 јануари, а поларизацијата во Црна Гора, така што Косово кое е на 99,9 степени предзовривање ситуацијата, и тоа доста ја компликува ситуацијата и ќе бара известна не знам, сериозност и од наша страна, и се мислам од наша страна, од страна на политичарите во Македонија, да пробаат да се надминат малку од малку себе си и најтесните партиски интереси. Види, одличен ти е контекстот што го раскажуваш, и сега замисли во тој контекст кога, да речеме, би имале влада која што е предводена од ВМРО, која во принцип на се овие предизвици што ги кажуваш, во принцип оди со конфронтативни решенија. Во принцип оди со, заради низа други политички околности, оди со како да кажем, нерасположеност да разговара, да прави компромиси, да се договара и така натаму. Од другата страна, овие се покажуваат сегашниве кои што се на власт, и СДСМ, ДУИ, се разбира. Тие ќе останат на власт, изгледа, како што... ДУИ. Ни треба да отвориме канцеларија во владата во која што ДУИ ќе биде перманентен. И да не одат на избори. Нема што потреба. Да им се доделат. Доделат таму, да ги имаат. Овие се покооперативни, меѓутоа во спроведувањето потоа на политиките се, мислам, очајни. Да ти кажам дека после не знам колку месеци успеав да добијам термин за вадење нов пасош. Мислам, види, стварно човек се чувствува разочарано и скандализирано кога ни лични документи не можеш во некаква нормална процедура да извадиш. На крајот добив некакво закажување, термин се разбира поитно со плаќања, со едно, со друго, но колку толку. Знаеш, и тоа мислам дека на ВМРО не би му се случило.
Мислам дека ВМРО би отворило 24 сати канцеларија. Колку треба 100 души да се враат, 100 души би вработило и би имало документи. Овие од СДСМ, знаете, па викенд е, не можеме, таму има 3 штекери и 2 продужни кабли, не можеме и трет продужен кабел, и тоа ти е, и тоа така оди, мислам, како да кажем. И сега нормално дека потоа народот, граѓаните се со право незадоволни. Многу не е компликувана ситуацијата. Добро, сега знаеш како се од друга страна, Европската унија е она сосема се бави со самата себе и треба да се позанимава малку само себе. Соединетите американски држави уште пројавуваат интерес за некаква стабилизирање на состојбите во регионот, колку успеваат и колку можат, колку знаат да го направат, тоа е друго прашање, бидејќи еве сега се спрема парада на паравоени единици на Република Српска кои треба да демонстрираат сепаратистичките тенденции на Додик, кој патем пред некој ден во интервју вака доста отворено кажува дека нема што тука он со Босна да се бави. И денеска имаш 2 прелети на фантоми во Босна, како знак на беа резолутни американците дадоа изјава дека тоа е жестоко ќе се спротивстават на тоа, но тоа не е реториката во Белград американска. Во Белград го толерираат Вучич, дури мислам дека им учеститаа после изборите, па после ретрактираа, после се повлекоа, па дадоа други изјави. Види, намерно не правам коментари за состојбите во Соединетите американски држави и изборите, така бидејќи тоа се разбира че го имаме како тема неколку пати како специјална тема во нашите подкасти. 8 февруари е сакажена седница на Врховниот суд во Соединетите американски држави, кај што треба да ги разгледаат одлуките на и тоа е многу комплексно и тоа зависи, не зависи што ќе биде. Јас, ако смеам да прогнозирам сосема кратко, тоа ќе го елаборираме во наредни подкасти, јас не мислам дека Трамп ќе победи вака како што сега стојат ситуациите во американскиот претседателски надпревар, ако воопшто ги имаме Трамп и Бајден за кандидати, но едно е сигурно, Соединетите американски држави се во статус на граѓанска војна околу културните прашања, идентитетските прашања, политичките прашања во кои што се наоѓаат. Значи, нивното општество е страшна поларизација, кога ги читаш тој вид на закани, негирања, воопшто неволност, ти мислиш, па слушај, па ние сме општество демократско, кога ќе да спори се. На изјава, мислам дека некој од демократите кој вели за Трамп движењето, МАГА и така натаму, дека тоа наликува на овие конфедералистите од времето на граѓанската војна и дека тоа е стварно полемиките се страшни, јас не сум можел да поверувам бидејќи ние барем со децении ги следиме тие односи, а и ја знаеме и теоријата од политичките системи и така натаму, дека американците можат за така релативно краток период да дојдат до таква една состојба. Но Боријан, мислам дека е време тука да застанеме некаде, бидејќи не чека и следното издание следниот петок, до тогаш веќе ќе имаме, се надевам, некакви разрешници околу сето ова што и сега го разговараме на невидено, бидејќи доека ние се емитуваме, можеби ќе има и политички решенија што и ќе не изненадат, ќе видиме како ќе се одвива, за да оставиме нешто и за следниот петок, односно за викендот, да не одгледаат овие десетина, меѓу 10 и 15.000 кои што расте бројката. Така, а тогаш мислам дека ќе се осврнеме и на некои од прашањата кои што не ги пуштаат, бидејќи веќе има и прашања, има и сугерирање и така, повеќето се добронамерни, има се разбери овие злонамерни, така натаму и тоа би било чудно да го нема. Добро, толку за денес. Толку за денеска, се гледаме следниот петок.